Почитувани гледачи, добро утро за оние кои што сега се вклучуваат на каналот на К3 телевизија. Го следите вториот дел на утринското издание на Нов ден. Убаво ни започна денот. Се надевам дека вам пред малите екрани исто ви е така пријатно, дека сте расположени, ги добивте сите оние потребни информации за старт на самиот ден. Започнавме со музика, а денес ќе се движиме токму и во тој правец. Во пресред сме на еден од настаните кој што ќе се случува во саботата во Куманово, а тоа е меѓународен фолклорен фестивал со надпреварувачки карактер. По тој повод, кај нас гости во студиото се господин Перица Димковски, уметнички раководител во фолклорен ансамбл Трајко Прокопиев. Добро утро. Добро утро до вас, да сите гледачи на К3 телевизија. И Тијана Стојковска, играорец. Добро утро и за тебе. Да го започнеме разговорот, господине Димковски. Ајде да слушнеме како еден мал вовед во денешната тема за разговор. Колку време постои фолклорниот ансамбл Трајко Прокопиев? Ова година ќе славиме 2 години од постоење на фолклорниот ансамбл Трајко Прокопиев. Значи, ние се оформиме на 25 октомври 2015 година, каде што стартуваме со еден интересантен исто така надпреварувачки карактер фестивал. Тоа се одвиваше во Радовиш, поточно во кај манастирот, мислам дека беше Свети Никола. Имаше некаде околу 18 ансамбли, каде што ние земаме прво место за сценска адаптација, значи се беше спремно и стокмено како што треба да биде. Се движиме исто така во тој правец, значи на успеси, на добивки, на награди што треба како треба, и додаме до идеја да формираме меѓународен фолклорен фестивал. Инаку дадоме име на тој фестивал, тој се вика Кумановски средби, кој ќе го организираме ова година по втор пат на 24 јуни во сабота. Во старт во 18 часот со дефиле низ центарот на градот и концертниот настав во 19 часот, каде што го ставиме во 2 етапи од такмичарски карактер и од ревијален карактер, што треба да се представат тие ансамбли што ќе дојдат и држави што ќе учествуваат на нашиот меѓународен фолклорен фестивал. Така, пред фестивалот, значи да се навратиме повторно на оние ваши почетоци. Чија беше идејата, кој беше основачот на овој ансамбл? Идејава ни ја даде, сакам да ја поздравам ова утро, тогашниот председател Драгица Карамфиловска. Таа се пензионира, значи сега ние имаме нов председател, тоа е Марио Стојковски. Овој момент го поздравуваме сите ние. Дојде до идеја, сакаше да формира фолклорен ансамбл, каде што сакаше да си ги сочува корените на своите баби, дедоци, традицијата да се остане како што треба. Што интересантно од нејзина страна беше тоа што имаше таа костими доста сочувани и кои ден денес ги користиме ние, значи тие фолклорни костими. Дали ви беше тешко уште на самиот старт да најдете, да ја најдете сите потребна опрема? Во почетокот да, имаме, значи, потешкоти, но со теренска работа додаме до многу материјали. Говорам за костими, говорам за ора, говорам за песните, што и ден денес га спремаме кореографии, што стерилизација, што од автентичноста што се играло во нивното време. Тијана, ти си играорец во фолклорниот ансамбл Трајко Прокопиев. Колку години? Колку време? Во Трајко Прокопиев 2 години. Значи уште од самиот почеток. Дали претходно се занимаваше исто? Исто, 5 Беше години. член на некое друштво? Да. Те влече тоа уште од мали носи. Дали планираш можеби нешто да промениш, како ти е во фолклорниот ансамбл? Па во фолклорниот ансамбл
Ти добро планираш да останеш Да. тука, претпоставувам? Так. Се Каде спремаш што и ти? планираме да ја ставиме, значи, иден костюмограф, ја спремаме, значи, ја токмиме, нели, Има претензии за такво нешто, има, значи? Има, значи, што сака да продолжи на таков средно училиште, као да запише, значи, сака да биде иден кореограф, да биде етнокореолог, значи, да ги заврши студиите дури. Сугерира ли ти ја кога се договарате околу Да, нешто? да, дефинитивно, да. Што ме овде, значи што ме денес Значи, со доста вас строг, заслужна е. да, доста строг костюмограф кој што ги цени, значи, тие работи, знае како се изработуваат, пошто и таа е дел од тој тим, што и ден денеска изработуваме ние самите костими, што билким ке имаме некоја пригода, значи со вас да во ваша емисија да ги представуваме костимите. Се надевам. Значи, таа е исто и дел од тој тим каде што ми она дојде до идеја, викам, ајде, викам, таа ќе биде, пошто сака да биде, нели, иден кореограф, говорам за уметнички раководител, се извинувам, и до идеја така дојде, значи, ја ставиме, значи, додека наполни своји 14-15 години, за да може да биде ставена на список. Така, одлично. Колку членови брои фолклорниот ансамбл? Во самиот почеток, кога се оформивме, значи фолклорниот ансамбл Трако Прокопиев, броевме некаде околу 26 члена. Што денеска таа тродупло се зголеми бројката, имаме некаде околу 73, така нешто беше бројката, члена. Сакам да кажам дека во нашиот ансамбл постојат 4 групи. Тоа е мала група, тоа се малечки ведечиња од Која е најраната возраст? Може, значи, од 5 години, дефинитивно можат од 5 години до 11 години, тоа е едната група, тоа е после средната група, тие се од 12 до некаде 16-17 години. Прв ансамбл, значи, кај што и Тијана таму игра, тие се, значи, постарите, така да кажеме, постари од 17 па погоре, и ветерани. Тоа се наши баби и дедовци кои изразија желба и сака да си го сочуваат она незаборавното. Каде што и тие ни дадоа доста идеи, доста и песни, музика ни донесоа, значи ни помогна и со костимите, кои ден денеска ни помагаат исто така. Кој ви помага со хореографиите? Јас сум. Вие сте задолжен за тоа? Единствениот нашиот председател Марио Стојковски е задолжен за музиката, значи што треба да се спреми за таа кореографија, пошто вршиме теренска работа, каде што истражуваме како се пеело тогаш, кои песни се пееле во тој регион, во тој крај таму, како се играло, што се движело, значи која автентична носија за пример имало делови каде што моменти каде што за време на некој празник или верски празник, не е битно, имало одредени костими кои се носеле само тој ден. Така. А овака си имаат посебно, значи, за секојдневие. Значи ги изучувавте и вие на некој начин сите тие Да, програмни елементи? дефинитивно, значи тотално све ставиме тоа на лист, ставиме исто така во видеозапис, каде што во нашата архива стои. Мислам дека ќе имате шанса да дојдете да посетите, ќе работиме, значи, на една голема идеја. Сакаме да направиме едно музеј овде во Куманово, за да има, кога ќе има, нели, посетители, како например што се овие луѓе што ќе дојдат овие држави да видат дека стварно работиме, дека се трудиме за нашиот град да постигне нешто големо и убаво културолошки аспекти. Колку често вежбате, каде се одржуваат пробите? Моментално, од самиот почеток, не е моментално, од самиот почеток ние се наоѓаме во, како што знаме, тоа е драмска сала на Крстем и Сирков и браќа Миладинови. Таму сме секој вторник, четврток и сабота од 19 часот, па се до 20 до 21, зависно од тоа кога ќе имаме концерти, се задржуваме пусто уште еден час. И интензивна работа е, значи, тие 2 часа што ги работиме и одржуваме за време на пробите. Исто така имаме отворено ограноци. Едниот е во Делјадровце, тоа е општина Илине, значи Скопско, каде што таму добивме од самите мештани, поточно од градоначалникот, го добивме домот на култура што се наоѓа во самото место и таму броиме негде околу 35 члена, каде што и тие ќе се представат исто така на овој фестивал, што е доста доволна бројка за едно мало таква место. Значи има доста дечиња кои се заинтересирани и кои што сакаат да си го одржуваат
традицијски да си продолжат како што треба да биде. Тијана, кој беше твојот мотив за да се вклучиш како играворец? Да бидеш играворец едноставно. Дали може би некој од твоето семејство се занимавал со ова? Да, мајка ми се занимавала со фолклорот, потоа брат ми... Сам погласно малку, за да те слушнеме. Мајка ми се занимавала со фолклорот, потоа брат ми и сега еве јас. Сега ти. Дали им помагаш можеби на оние помалите групи? Иначе морам да напоменам, Тијана има своја сестра близначка, значи тотално се исти, идентични исти. Дали заедно играат? Играат заедно, значи дефинитивно, значи таа се вика Татјана, што и сега ја поздравуваме. Али Тијана некако поголем интерес даде за ова нешта. Да, добар играч е Татјана, значи да не ја квариме, нели? Не, никако. Значи сите играчи што ни се ставени, сакам да кажем, во ансамблот, имаат свој правец како што треба да се движат, значи сите се упатени на она цел. Значи има и пејачи, каде што ги спреаме пејачи, исто така задолжен е Марио Стојковски, нашиот председател, тоест на Тијана брат. За игра и за кореографски или сценска адаптација сум задолжен јас, тоест моја маленкост. Тука се исто и тимот кој што работи, значи позади нас, кој што значи не сме само ние. Тука имаме значи и заменик председател, тоест Драгица Карамфиловска, архивар, технички секретар Тања Стојковска, тука ни извршител Витомир Велјковски, така беше, нели? Витомир Значи цел комплетен еден тим. Значи голем тим. Тука имаме флизери, тука имаме шминкери, значи кои се задолжени, значи кога ќе дојде времето за концерт или за настап некој, кој што с фризера свој си ги спрема, нели? Одлично. Коси. Значи имате една супер организација. Тијана, дали имаш трема пред настап? Па имав, но сега не. Се случувало ли некогаш да погрешиш некој чекорет? Да. И се снаоѓаш добро во тој момент, продолжуваш, важно е да продолжиш, секако да не застанеш тука. Да се навратиме на тоа, им помагаш на помалите групи, првата група од најниска возраст, што се кај вас. Дали е тешко да се работи со мали дечиња? Па тешко е, но се снаоѓа. Учат брзо или? Па така не. Дали се напорни, особено ете пробите пред настапите, еве, како што е и фестивалот во Пресрет? Та напорни се, но тоа не е Се издржува тоа серијали. Волјата е битна, нели? Да, тоа е голема. Тука сте за да ги мотивирате пред се и за да ги разберете. Даваме голема мотивација, да ви кажам право, значи да не се даде мотивација на тоа дете или на тој возрастен човек, не е битно. Никој не би влегол, значи, кај нас во ансамбл. Значи, тие самите почнаа да кажуваат дека е стварно фантастично, одлично се дружиме, значи прво тоа го кажуваат. Што вело, значи, организаторите или водачите на групите што се, толку се квалитетни со својата работа што ги задржуваат, дури им налагаат самите тие играчи да продолжат со нешто ново, дајте нешто друго, дајте ново, дајте нешто друго. Значи, поголем аспектот на работа се бара, значи, кај нас во ансамблот. Инаку морам да напоменам, да не заборавам за тоа, нашиот фолклорен ансамбл, Трајко Прокопиев, исто така се води како школо или училиште за изучување на нумизматика, за изучување на костими, изучување на инструменти, изучување на ора, на песни. Сето тоа е склопено во етапни часови со, нели, договор, да се договориме како ќе се држуваат тие часови, и има успех, значи голем успех, каде сега сите тие играчи, значи тие 70 и неколку што ги набројав, што ги кажав, го даваат она видното дека знаат да го облечат. Својот максимум едноставно, да. Знаат да го облечат, значи костимот што треба да се игра, знаат од кој дел потекнуваат, знаат шарата како се вика, значи интересот е голем. Тоа ми се свиѓа. Во првиот квартал од годината каква беше вашата програма? Во првиот квартал од оваа година имаме овдека концертни настапи, значи минимум до 12 до 15, некогаш и половина час. Исто така бевме во април месец во Белград на такмичарски карактер, значи од голем меѓународен исто така фестивал, каде што зема учество 34 ансамбли,
а 15, мислам, или 18 беа држави, не сум сигурен, значи не ме зимете за збор. Земаме од публика. Каде бевте, на кое место? Во тоа се одвиваше во Пионерски Белград, Пионерскиот град, тоа е спротивпат на Радиотелевизија Србија, каде што и директно беше пренесувано од самата таа телевизија низ целиот свет, значи самиот фестивал. Таму се одвиваше, значи, многу јак фестивал, значи многу јак фестивал во амфитеатар, во Пионерскиот град, во амфитеатар, што е нешто неверојатно убаво, перфектно. Земаме прво место од публика и четврто место од жури од тие 34 ансамбли. Тоа е, значи, стварно голем успех. Многу голем успех. Многу голем успех. Дали беше и ти присутна таму? Како ти се допаѓаш? Па, убаво беше. Се стекнуваат ли нови пријателства? Да. Се дружите со луѓе, разменувате Кажеш да едноставно? стануват во контакти. Да, па да, контакти, идеи, пред се, ете. Се движите некаде. Тоа е насека. најдобро, тоа е најдобро. Значи, тоа можам да кажам слободно, значи да се надовржам исто на тоа прашање. Се стекнуваат пријателства каде што се истекнуваат и некои родбински врски. Секако. Тоа сакам да го кажам. Светот е мал. Нели? Каде што можем и тоа да го напоменам и ќе го кажам. После 26 години јас мојот чичко го сретнав, значи, во Белград. Таму, тоа беше, значи, вау. Го препознавте ли? Вау, она, како да кажам, нели, али се беше изворедно. Човекот не прошета, не значи, низ градов. Мислам дека тој ќе се појави овде кај нас на фестивал, што ќе ни ја донесе. Али понатаму ќе ви објаснам што за фестивалот што треба и како Кој ви треба. помага во врска, еве, кореографиите се ваша одговорност во врска со настапите, со Марио. целокупната програма. Значи Марио е тука, исто така Тијана има удел, значи, тука, значи даде стварно многу јака идеја, каде што ние прифатиме таа идеја, значи стварно многу добро изрело излезе од тој настап или Кога се работи со креативни луѓе, секако. Нормално. Со Марио даваме, значи, некои инструкции што треба да се завршат, значи треба да дадеме од нас максимум, за да може таа публика што ќе не гледа или што ќе да може да го прими она правилното, за да може да ужива во слушањето, нели, во погледот, значи, на сценска адаптација, на музиката што ќе се движи, на песната исто Секако. така. Значи гледаме да ја кренеме публиката на нозе за да може да добиеме аплауз, нели? Инаку овој ансамбл можам комотно да кажам дека живее за тоа аплауз. Целта, нели, пред се некако на ваквите настани од ваков тип е да се оживее традицијата, да се Тоа оживее многу се. сакаме да го постигнеме. Еве и ветераните се еден карактеристичен доказ за тоа кој Ви што се благодарам присутни за кај вас. ваквото што го почнавте. Значи, многу добра идеја беше, значи, од страна на ветераните што почнаа и дадоа потек на помлади, значи тоа можат внуци да им бидат, Така. нели? Дадоа потек на тие дечиња да додат овдека. Зошто да красиме нешто што не е туѓо, кога можеме да си го задржиме она нашето? Своето. Тоа така доаѓа, нели, моабето, што старите го тоа изрекуваат. Што им благодарам на сите тие, мислам дека не изгледат, да ви кажам право. Се надеваме дека е така, сигурно. Така ќе биде, дефинитивно. Тоа вечерва кога ќе видиме, пошто и денеска, нели, четврток, вечерва имаме и као генерална проба, значи, за пред нашиот фестивал што ќе се одвива. Убаво ќе им биде да слушнат, дека ги споменувате овде. Да, тоа ми е и целта, значи, искрено ви кажувам, значи, доволно се промовирав јас или Марио се доволно промовираме, значи сега е наред да ги промовираме и оние луѓе, значи кои ни помага да можеме ние да не виде, да не примете дека сме ние тие што сме го спремиле тоа. Можеме да направиме еден краток пресек, да слушнеме една музичка номера, па ќе се вратиме во студиото за да продолжиме со разговорот.
Što si tolku leno, gajlelija, gajlelija leno, meraklija, gajlelija leno, meraklija. Еве сме повторно назад во студиото. Се надевам дека ви се допадна нашиот музички избор и продолжуваме да разговараме за меѓународниот фолклорен фестивал кој што ќе се одржи во сабота, а при тоа ќе биде со надпреварувачки карактер. Да продолжиме со разговорот во текот на утрешниот ден. Еве, во неформалниот разговор што го водевме додека траеше музичката номера, прокоментиравме дека имате планирано некои активности. За што станува збор? Зборот станува, значи како пред малку што ви напоменав, сакаме да отвориме еден етномузеј, значи од наши костими, што ние ги изработуваме за да можеме да го покажеме она правото од нашето македонско, нели? Од тоа после... Што е она, нашето македонско? На што мислите кога... На тоа мислам, значи, песна, оро, како се играло во тоа... Символи, така. Костимите, носијата, како се, значи, носела носијата, од кои елементи е работена носијата, значи, оние стари парички, или монистра, гердан, ланче метално. Дали располагате со доволен број на носи? Да, моментално имаме некаде околу 8 комплета, што машки, женски костима, што и можам да ви ги напоменам. Тоа е од Мариовскиот крај, исто така имаме од Галичкиот крај, што машки, женски, и тоа се ги работиме по 12 комплета, колку што е доволната бројка за една хореографска постановка. Имаме од Паланечкиот крај, имаме од Власи, од Штипскиот дел
костими, Кумановскиот нормално, тука имаме 3 врсти, значи на Кумановскиот. Тука имаме од Жеглигово, од Средорек, костими, значи од Кумановскиот крај. Исто така имаме и дел од костими од Пиринскиот дел на Македонија. Што е интересантно тоа, значи сите велат дека тоа е као наводно бугарски костим. Не, тоа е чисто македонски костим, што во крајот на 19-тиот век е направена мала измена или стерилизација на самиот костим. Прво се носило, значи, ако било темно кафеава боја на панталоните или чак шири, како што се велат, сега е нешто посветла боја ставено за на сцена многу поубаво изгледа, значи, нели рефлекторите кога ќе удрат, значи поубава боја, пожива боја на сцената што има. Исто така располагаме и со Малешевија, машки од Малешевскиот крај и мислам дека имаме костими од како беше галички, машки, мијачки носи. Тоа се тие отприлике, а во план сме и идеја ни е да продолжиме со изработка на сите оние костими што знам, не знам дали знаете вие или публиката или гледачите, не е битно, да ги им кажам дека некаде околу 183 врсти на костими постојат во македонскиот крај, моментално пронајдени до 21 век. Супер, располагаме со уште една нова информација. Значи, тоа е новата, и што ги ние таа нова се добиме, дека има некаде околу 183 костима низ цела Македонија, што исто така се вршат и некои скопини каде што мислам дека и бројката на костимите ќе се зголеми. Значи, секој регион, ајде поточно да кажем село, си располага со свој костим, значи, али ние располагаме со по-автентични оние костими што си, да, костими што се и тие ги представуваме, значи, сите села, да, ги зимаме, не е проблем, пошто знаеме дека во тие сите села се пеела истава песна, исто во оре се играло на истиот принцип и на истиот начин, каде што и ние тој костим го земеме пошто е многу поубав за на сцена. Некогаш да, замена направиме, земеме некој друг костим, го представуваме, значи тоа село као наводно. Тоа е некоја нова информација што сакаме да кажеме, плюс имаме уште некои ствари, значи после фестивалот што планираме да работиме, тоа се некои мини концерти овдека што ќе ни се одвиваат во Македонија, тоа е во Струмица, каде што 10 години постојат од постојање ансамбл Тримери, ќе бидеме гости кај нив, што ми е многу драго, не поканија, видео дека сме квалитетни и како играчи, дека како ансамбл, значи дека се трудиме, фала ви на тоа, дека се трудиме. Тоа ќе се случи на 8 јули, наредниот месец, а исто така, истиот месец, 17 јули, ние сме на меѓународен фестивал во Охрид. Одлично, имате доста активности. Ти една се припремаш ли за фестивалот кој што ќе се одржи во сабота, на што ставаш најголем акцент, дали веќе ги имаш совладано кореографиите и дали можеби имаш трема од другите надпреварувачи кои ќе се најдат таму? Се спремам за фестивалот. Најголем акцент ставам на носиите, па потоа на кореографиите, затоа што тоа не е проблем за мене. Така, веќе совладано? Да. И немам некоја трема од другите надпреварувачи. Имате организирано, значи стилисти, фризери и сето тоа како и досега? Све е ставено како што треба, значи тоа прво го работиме на парче хартија, како што е нормално. Сето тоа се изврши еден состанок и потоа се договарате. Да, се распоредат луѓе во кои што си има својата задача и она теретот не е само на еден грб, него е распореден буквално на сите, значи да не е осетата на тежина за една таква голема организација. Како гледаш на другите надпреварувачи, дали веруваш во себе, веруваш дека уште еднаш, да кажеме, во текот на овие 2 години како постои овој меѓународен фолклорен ансамбл, дека уште еднаш ќе остварите еден завиден успех? Дали се надеваш на тоа? Да, се надевам на тоа. И се трудиш за тоа пред се. Значи, што е она, рековте дека од 18 часот во сабота ќе почне дефиле низ градот? Да, точно токму така. Стартот ќе ни биде од самиот центар, тоа е од платото на Дом на култура,
Треко Прокопиев или Културен уметнички дом, што целиот центар ќе го зафатиме со дефиле, каде што и народот може да некој разбира, може да некој не, сака да дојде на нели, да присуствува на таков настан. Ќе прошетаме значи низ градот, сите ансамбли, сите држави што ќе бидеме, дефилетно ќе се одвива значи низ самиот центар, дури ќе зафатиме и малку дел од по на страна што е. До колку часот започнува концертот? Концертот ни започнува во 19 часот. Прво што ќе наступуваме, тоа сме ние, значи отворањето. Каква е програмата? Кој се ќе се најде таму? Вака, стартот го планираме, идеја ни е. Значи, господин градоначалник не можеме да го најдеме, не може да го поканиме да може да го отвори, нели, меѓународен фолклорен фестивал. Тука ќе биде исто председател со својот говор, каде што и тој ќе го даде почетокот или стартот на самиот фестивал. Настапуваме ние, значи отвараме ние со наши хореографии. Потоа почнува првиот дел од такмичарскиот карактер на фестивалот, значи сите држави, па земаме ние учество, значи средниот ансамбл или средната група, како што ви напоменав на почетокот. После тоа почнува вториот дел од такмичарскиот карактер, каде што сите ансамбли или држави ќе се такмичат со две хореографии. Тука спаѓаат и костими, ќе ви ги набројам и наградиве што се како. И ние затвараме исто со наша една нова хореографија, интересантна. Дури е спремна за неполни 2 недели, можам така да кажем. И што имаме оригинални, значи изработиме оригинални костими за таа самата хореографија што ќе ја представуваме. Во овој момент нечем да ги напоменам кои се во жирито, пошто нели тука се гледа. Тоа е тајна или? Тоа е тајна дефинитивно. На самиот концерт кога ќе стартува, тогаш ќе ги дознаат кои се од жири. Ги поздравувам, а знам дека следат и некои се додини тука. Значи мултиетнички е фестивалот, нема некој погрешно да не разбере, значи имаме сите врсти, пошто мора такво нешто. Кој се ќе се најде, да? Значи мора, значи имаме албанец тука, имаме грк, имаме вла, во жирито македонец, србин. Кои фолклорни друштва ќе бидат присутни да ни потенцирате некои? Ајде ќе ви ги набројам. Значи тоа ќе ни бидат од Хрватска, мислам дека се викаше Посавина, Посавски цвет, така беше. Од Косово, Ранилук, имаме ансамбл од Босна, Кут Лилјан. Тие се босанци кои живеат у Скопје. Значи, си ги одржуваат своите традицијски игри песни од Босна. Треба да ни се појави ансамблот од Крива Паланка, Кут Карпош, фолклорно студио Блажевски, од Романија, градот не го знам, не знам како беше од Романија. Исто така можам да напоменам, очекуваме, а знам дека ќе ни изненадат, и делегација од Индија, од Франција, каде што мојот чичко што ви напоменав, ќе ја доведе таа делегација за да видат како фестивал работиме и што работиме, пошто сето тоа го не сум знаел јас, тоа ми го раскажа тоа дека сето тоа е следено на преку YouTube и преку некои тие канали што се наоѓаат на интернет или страница. Колку часа е предвидено да трае? Од прилика до 2-2,5 часа трае со сите награди што треба да бидат поделени, благодарници и дипломи, каде што каде што овој момент сакам да многу да се заблагодарам до сите спонзори кои што ни помогнаа да се реализира овој настан или овој фестивал, каде помогнаа. Завчера ни стигнаа медаљиве, значи имаме златна, сребрена и бронзена медаља, значи прво, друго, трето место за ансамбл. Мислам дека на самиот ден на фестивалот ќе биде донесен и гран при, тоа ќе биде изненадување за нас. Само дознаме дека е нешто неверојатно убаво. Тоа е значи дел од спонзорство што ни помага за фестивалот, а исто така мислам дека можам да кажам дел од спонзори кои што ни помогнаа после овој настан да се направи една мала забава. Така, тоа сакав да ве прашам, што е она што ќе го организирате после настапот? Тоа после настапот да ги угостите гостите како добри домаќини пред се? Нормално.
И тоа ќе го напомнам, ќе ви објаснам што се ќе се случува, значи, за време на забавата. Се не е организирано, значи, говорам од аспектот на озвучување, на осветлување, дури оркестар кој ќе свири на таа забава, ги поздравувам овој момент, да знаат тие кои се. Отидовме до хотелот Грација, или ресторанот Грација, каде што и ти ни влегува во пресет, ние овозможија, значи, да имаме вечера, да дадеме за сите 250 учесника вечера. Браво. Тука се, значи, доста големи фирми, значи, Екстремейн, Бучен Козјак, Никси, Европа Пекара, X Миледи, значи, многу, се извинувам ако некого не сум спомнал. Значи, ќе има сето тоа што треба да биде доделено и на нив, значи, спремаме изненадување, исто така и бутикот Good Styling, кој стварно, значи, помогна. Тука многу ни помогна и оние ветерани кои што играат кај нас. Сите до еден од домашна атмосфера ќе сукат баници, гибаници, ќе спремат колачиња и сето тоа ќе биде донесено. Ќе се најде на трпеза таму. Значи, сите ансамбли или учесници што беа на самиот фестивал што ќе бидат, ќе имат шанса или можност да пробат од нашите македонски специјалитети. Традиционални јадења секако. Решиме ова година се да биде традиционално, значи кај нас нормално традиционално ти е пиперка. Во текот на утрешниот ден, господине Димковски, вие ќе пречекате еден дел од гостиве, да. Каде ќе бидат сместени и како се организиравте во врска со тоа? Вака, ги очекуваме до 16 часот на нашиот граничен премин да пристигнат гостите од Хрватска, првите ќе ни придат од Хрватска и од Романија, каде што ќе ги сместиме во професор Мијалковиќ интернат. Многу сакам да се заблагодарам до директорката која ни влезе во пресет, која ни овозможи да можеме гостиве да ги сместиме, да им покажеме, значи, што можеме и како можеме да направиме. Да се организираме како што треба да биде организирано. Така. Мала држава, но со големо срце. Големо срце. Така велат сите за нас. Така, браво. Тијана, и ти се припремаш, рече дека со полнек се и подготовките и се. Која награда очекуваш? Што очекуваш од настапот во сабота? Од настапот во сабота се надеваш ли на првото освоено место? Да. Може би златниот медал да го земе токму фолклорниот ансамбл Трајко Прокопиев. Можно е. Како прошлава година. Како беше минатата година? Минатава година Гран При го зема босанциве од Брчанско коло. Фантастични беа. Значи, комплетни усве. Комплетни усве, значи, костими, кореографија и изведба. Ние го земаме, значи, златово. Прво место го зема Србиве, така, второ, Србиве, така беше, да. И Озрен, тоа е Република Српска, нешто така, мислам, градов се наоѓа. Мислам дека се таму. Тие го зема третово место, оние другиве сите зема, значи, награди како минатава година што беше и ова година ќе имаме, значи, Гран При, прво, друго, трето место за ансамбл, најдобар играорец, најдобра играорка, најдобар машки костим, најдобар женски костим, оркестар, значи говориме за награди, оркестар, пејачка група и тоа е тоа. И тоа имаше уште некои награди, се извинува ако не ми текнува. Се надевате ли вие на првото место? Па и да и не. Да ви кажам право. Конкуренцијата е силна, така ли? Да, многу појака. За прошлава, минатава година што беа, да, се надевав. Али ова година не. И да и не. Значи, ќе дадеме максимум од себе, да се покажеме во право светло што требаме и како требаме, па ќе видиме што. Важно е да се настапува, да се земе учество и да се потенцира се она што вие го организиравте со сите своји сили, еве, и толку многу спонзорства и толку многу организација. И морам и тоа да напоменам, значи сакам да го кажам и тоа, дека немаме удел ништо во жирито, значи да им кажеме кој ќе земе ова, не. Жирито се стрикно компетентно за правилна своја работа за оценување, кој како изиграл, кој како испеал, кој како освирил, и сценска адаптација и се она што треба да биде. Дури жирито не го знаат, дури жирито само си шета меѓу играчиве и пипка од материјалот да види дали е оригинал или не. Значи сакат да доделат стварно за автентичноста на таа носија. Пример ви кажувам. И јас исто така, значи, им реков, им кажавме дека не смеја да
да бидат на наша страна, значи неутрални да бидат, да си ја гледат она своја права слика што треба да биде за време на фестивалот. Нели, и да добиете еден дел од успехот, дали тоа ќе биде првото место или пак било кое, многу позадоволни ќе сте така во еден таков случај кога ќе сметате дека тоа е заслужено. Да, значи да. Да се земе со тие великани или тие, јас велам, ајкули, учество на такво, пример, ова стварно го се трудиме да го направиме стварно светски фестивал. Не ви напоменав, а подоцна ќе ви кажам за што се работи. Фактички успех ќе биде да учествуваш на овој фестивал. Овој фестивал добива и некој на некој начин, некој традиционален карактер, се повторува секоја година. Што се е нормално, значи секоја година кога ќе го организираме овој фестивал и го зголемуваме за еден ден плюс. Значи овој ден ќе ни трае 3 дена, наредната година ќе биде 4. Па наредната 5, значи го зголемуваме на повеќе денови. Така веќе знаете што е предвидено, како се одвиваат работите? Да. Значи овдека во Кумановскиот крај, можам да комотно да напоменам, многу сме богати со историја. И многу би било добро да се покаже на тие луѓе што ќе дојдат кај нас од страна, значи говорам, да се видат, како на пример Карпино, тоа се фантастични места каде што може да се посетат. Етно село, други споменици, историски исто споменици што се наоѓаат. Пример Зебрња горе што е, треба да се објасни, да се покаже, значи да стварно дека имаме богато културолошко наследство пред се. Точно така, значи во самото старо Нагоричане, во самата црква, значи црквата од 6 век мислам дека беше. И тоа треба да се види, значи да се пипне самиот материјал, да видат. Многу интересантно, значи идејни се полни, само да треба да почне да се реализира, но решивме така дека секоја година плюс еден ден, за да можеме, значи, ние да ги откриеме што не ги ни знаеме. Сите оние недостатоци, браво. Значи сите оние недостатоци за да може да ги потполниме, значи празниве места што се кај нас. Так. Тоа значи го имаме за идеја да го работиме. Одлично. Јас ви посакувам многу успех. Се надевам дека ќе бидеме во можност да дојдеме и да го проследиме вашиот настап. Еве овој момент, значи ве поканувам јавно да се појавите да погледнете што сме спремиле, како сме спремиле. Говорам за фестивалот. А мислам и дека ќе се дружиме понатаму, што сакам исто така да напоменам нешто. Се спремаме за светски фестивал кој ќе се одржи во Маѓарска, Коспонд град. Земат учество некаде околу 34 држави. Што и ние влеговме во таа комбинација со нашиот ансамбл со постоење од 2 години. Сите тие ансамбли таму што ќе учествуваат се повеќе од 30 години на век на постоење. Така. Треба да ви биде чест што ќе се најдете на едно такво место. Сепак ние повторно ќе се видиме, рековте дека на 8 јули ќе има некој, ќе бидете во Охрид и после тоа во Струмица, после тоа ќе дојдете, ќе прокоментираме, ќе видиме, ќе ги сумираме впечатоците на некој начин од сет и едната очекуваме и тебе повторно да дојдеш и да ни кажеш што ново ќе се случува кај тебе овој период. Со своите костими што ќе изразува и како што ќе изразува. Како костимограф. Да, фактички ова Тијана ни е на нас иден костимограф кој стварно се залага за такво нешто, значи баш она пратиме, ја гледаме, значи заинтересирана. Така и треба, таа е доста млада, но еве доста посветена. Интересантно е тоа што еден млад човек е заинтересиран за тие некои такви ствари. И многу интересно, живеејќи во ова време во кое што живееме, каде што младите се окупирани со многу некои други работи, слушаат различен вид на музика, тие нас некако се свртува на кај корените. Убаво е тоа да се види, да се почувствува. Така, ви благодарам за денешното гостување. Ви благодарам и на поканата што не поканете во вашата утринска програма. Почитувани гледачи, ви благодарам и вам пред се што и вие бевте дел од денешното издание на Нов ден. Се гледаме утре со почеток во 8 часот. До тогаш имајте убав ден, пријатно расположение и останете со нашата програма.